Зоран Заев и СДСМ фатени на дело. Струмичката хуманитарна организација Сите заедно можеме, која не успеа да ги подели хуманитарните пакети од наводна донација од семејството Заеви среде полициски час пред неколку дена, е формирана на 6 април, неколку дена откако СДСМ почна да дели пакети, објавува порталот вечер.мк. Тоа значи дека пакетите што ги делеше портпаролот на СДСМ на 4 и 5 април биле апсолутен подкуп на гласачи, а не хуманитарна акција на невладината, зад која стои семејството Заеви, пишува порталот. На фотографијата објавена како доказ за невладината организација има само седиште, улица и број и град Струмица, но не и телефон за контакт со надлежните во истата. Продуктите кои се делат немаат потекло, односно нема сметка кој ги купил и кој всушност донира. Овој вид на подкуп во Струмица и низ цела источна и централна Македонија, Заев и СДСМ го вршат повеќе од 10 години наназад. Тоа секој го знае и постојано се гледа. Тоа што Божем формално фамилијата на Зоран Заев е донатор не е точно. Не постојат сметки со кои може да се докаже дека донатор се Заеви, а не партијата, СДСМ и рекетирани фирми. После случката во Струмица пред неколку дена останаа неодговорени прашањата кои ги дели. Во легални и поштени прилики тоа го прави Црвениот крст или друга легална институција. Така се обезбедува помош да добие оној на кој му треба неселективно, и тоа за партиски членови и подкупени гласачи. Обвинителството се уште молчи, освен информацијата дека барале информации за потекло на стоката, и тоа нема ниту збор за тоа дали се води истрага што дознале. Според порталот, ова треба да биде предмет на интерес на западните амбасади и ОПСЕ кои ги мониторираат изборните процеси во државата, особено заради историјата на скандалите кои ја тресат оваа влада, меѓу кои најголемиот рекет, односно криминалните дејанија на повторно невладината организација Меѓународниот сојуз на Бокитри на СК.